Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Димче Велев, претседател на Сојузот на Сдружение на диабетичари на Македонија. Господине Велев, добро дојдовте во студио 10. Добро е, најдов, поздрав за вас и поздрав за сите гледачи, благодарам за можноста да разговарам. Да, господине Велев, повод за нашата емисија е тоа што организиравте еден настан скоро, каде што Сојузот заедно со Сдруженијето на лица со диабетес Алегрија организиравте еден едукативен и промотивен настан. Можете да кажете прво, повеќе за тоа, за настанот, зошто го организиравте, кои беа целите, што постигнавте? Вака, значи, тоа е првиот настан, уште 29 има низ државата. Тоа е проект за тип 1 лицата со диабетес за потребата од зголемување на грижата и промена на моделот на воспоставување нов модел современ на менаџирање со диабетесот, особено со новите технологии кои што се CGM системите или народски покажано сензорите и можностите за дигитализација во пренос на податоци и побрзо интервенирање, превенирање на можни компликации кај лицата со тип 1. Овој настан беше едукативен, беше физички активности, беше промотивен, прв настан во државата и нормално тргнавме од Скопје од школка и беше успешен, дојдоа 250 до 300 луѓе, измерија гликемија, зема соодветни продукти. Ако приметивте, таму имаше таблица за внимавање на гликемиски индекс, на јаглихидрати и зима секој спрема колку што им одобруван тренерите за фитнес, тие што сака да тренираат, имаше консултации меѓу себе, како лица со диабетес, беше многу интересно, забавниот карактер, имаше леп кој што е за диабетичари, имаше намази, имаше се што луѓето им треба да сватат дека е нормален живот, бидејќи ние имаме како што имаме слабо движење од државниот систем за CGM-ите, имаме помал дел на отпор и кај лицата со диабетес во редовниот живот, се мислат за CGM-от, за сензорот, па што е тоа, па како е. Една страна слушаат дека е супер, дека го ставаш еднаш или на 14 дена или на 7 дена, го менуваш умеѓу време, цело време си читаш на телефонот како ти оди гликемијата. Значи подобро нешто од тоа нема. Каде се ставаат сензорите, како делува? Значи тој цело време ви мери и си гледате параметри. Немате потреба од рачно мерење, да речеме, да проверувате, туку цело време си ја гледате состојбата. Точно, денесните сензори или CGM системи за континуирано мерење гликемија, во Македонија се современи. Значи мерат не само гликемија, мерат и даваат предпоставка, даваат и гликемиски индекси. Значи прават профили. Што значи? Го ставаат или на раката, или на стомакот, некои го ставаат. И тоа е лепенка, која што е со игличка мала и влегува, наместо се буцкате 5 пати на ден, влегува еднаш на 14 дена. Може и порано ќе запре, заради организмот. Меѓутоа се менува лепенката. На него има трансмитер. Трансмитерот 3 години трае. Значи тој не може да се... Или работи, или не работи. Значи тој не е променлив, не е да се прелепува, залепува. Тој трансмитер до читачот пренесува податоци за во моментот гликемијата колку е. И каде ќе оди. Посовремено тоа и нормален живот да водите, да знаете и на работа, и на училиште, и дома, и на свадба, и било каде, до каде сте и што сте со ситуација. И така се и планирате денот, да, и знаете, активностите се. Имаме на фудбалската сцена светска, имаме фудбалери во големи лиги, што ќе ги видите со со сензори, со лепенки, кои што додека трчаат, поминуваат по кревите, им кажуваат што треба прави, или им даваат течност за да качат шекер ако паѓа или се трчуваат повеќе. Значи ние имаме и други спортисти, имаме научници, имаме од сите сфери на животот луѓе кои што и во политиката има. Ние имавме вице-премиер до сега кој што е тип 1 со сензор. Значи нон-стоп да бидете 24 часа редовен, нормален, ко стално што сме во животот. Тип 1, зашто велиме тип 1 пред се и се бориме сега ние овие 4 години, 5 и повеќе, добивме само за децата и младите, сега сакаме тоа да се прошири,
сите тип 1 во Македонија, кој сегда во светот, да добијат сензори за да можат понормално да живеат. Кога зборувате да добијат, што значи тоа? Да ги добијат бесплатно или се плаќаат? Што е? Точно во системот на државата. Со тоа што ние бараме дури промена на моделот, како што се, еве, најблиску се Хрватска и Словенија и Србија веќе, тоа е референтна цена на отворен пазар, че државата кажува како за ноочари, како за одредена друга терапија, како што сега во инсулинска аптека ни даваат бесплатно, сега ќе ни даде рецепта бесплатна и тој инсулин, тој сензор, тој или апарат за мерење. Ке го има во аптеката и ќе во таа вредност да си земете. Но доколку има посовремен, со мала разлика за доплата, сакате да го имате, има луѓе што сакаат да го доплатат. Еве, ние имаме дискусија, ке лицата со диабетес, нема да спомнам од сударни интереси и така натака, нема да спомнам имиња, но имаме CGM кој што не влегува во Македонија. Компанијски влегува преку пријатели и роднини. И луѓето викаат тој е поквалитетен. Ако го има на пазарот, и не мора државата, освен малме, треба да го регистрира, бидејќи е медицинско помагало, друго ништо не треба. Може аптеката да го стави на рафтот и може ги си го доплатат луѓето. А сега има дали тие воопшто да сега на сметка на фондот? Сега има за 650 лица, 700. До сега се за сите до 25 години, беше до деца за 18 години, меѓутоа се прошири до 25 години, тип 1 сите. Сите лица што имаат слепило, да кажем, 95% нагоре, преку очна клиника и да се лица со диабетес на инсулин, и сите со гестацијски диабетес во Македонија од ноември конечно имаме покриеност на сензори, односно сите пациенти, дали земали или не е друго прашање, значи државата им понудила и дала. Исто и за тоа бесплатно. А инаку, доколку треба да се купат приватно, колку чинат? Сензорот, да речеме, основна набавка, просечна цена е околу 200-220 евра, а секој месец треба да давате плюс 70-60 евра за лепенките. За лепенките, за промена, да. Тоа не е баш, значи, не е ефтино. Не е ефтино воопшто. Сериозен трошок. Не може секој да си го приушти. Точно затоа се бориме сите тип 1, бидејќи они често се буцкаат, бидејќи они имаат тоа автоимуно заболување кај нив. За тип 2 разлика кај што е состојба, кај што може да се контролира и со гликемиски апарат и така натака. Иако во светот веќе, реков и во регионов, тип 2 кои што се со компликации со срце, со бубрези, сега ги кажам намерно, народски кажано им компликациите, ретинопати и добиваат и они сензори. Додека тип 1 добиваат и пумпи веќе комплетно. Пумпата веќе е помош на панкреасот за може нонстоп нормално да живее и да работи пациентот, односно човекот. Да, кога зборуваме за вашите барања до владата, вие искажавте благодарност за терапијата, што, еве, читам, последните неколку години сте во можност да ја користите најсовремената терапија, набавена преку официјални ланци, но и баравте да се заокружи постапка за промена на модел за набавка на глукомери и ленти. Барате лентите и апаратите да се тргнат од тендерска постапка за набавка на инсулин и да биде дефинирана референтна цена во аптеките. Што значи тоа? Што е суштината на ова барање? Суштината на барањето е да пациентите имаат право, го користат, се извинувам, имаме право по устав и по закон, но не го може да користиме, затоа што државата ни дава еден апарат, кој одите да земете. И едни ленти, по нивен избор. И знаете дека минатата година имавме силни реакции, дури бурни, дека ни донесоа најквалитетен и сега користиме де факто, ние тоа го тврдиме секаде и секогаш и пред сите релевантни институции, пред министери, пред Национална комисија, дека за нас е најнеквалитетниот апарат. Дури претходниот е послаб. Покрај тоа што ни го дава онај ланчиња, со топчиња, со вакво. Без ланцети, без ништо. Мери таму која лента да ја буцнете во апаратот, мери. А во системите официјални вика апарат, гликемиски апарат, освен со таа лента што е поврзан, не сме со ништо друго да мери. Второ, сега ги изборувавме сензорите. Сега има компактибилност меѓу сензори и глукомери. Ние имаме, сега думаме фала на системот и на државата, се најискрено благодариме, што донесоа сензори, меѓутоа во најголем дел не се компактибилни со државниот апарат.
Те го викам државен, затоа што го донесе по Што се најниска обезбедува, цена. Да. Критериум најниска цена. Критериумите се сменија во тендерска постапка за квалитет, особено кај тип 1. И тоа да подсетам. Што значи? Значи дека ние ќе добиваме рецепт или потврда или што и да е преку фондот за здравство, од матичен лекар, специјалистот ќе прати кај матичниот лекар, секој ќе оди во аптеката, ќе си ги зима лентите кои што ќе му добие апарат прв пат на еднаш на 24 месеци. После тоа, тие ленти, дали ќе се качува цена, дали ќе се намалува, државата во принцип треба да ги има цените, сегде ги има цените кои што се референтни, ги има на штандовите, меѓутоа, морам да напоменам дека референтна цена значи и соодветни тајм ренџови, односно гранични вредности кои што ние мора да ги исполнуваме во гликемиската вредност. Ако ние сме неуредни пациенти, ако сме пациенти кои што често одат во амбуланта и болница заради диабетес од шеќерот, ние нема да взимаме толку ленти, ќе се штеди, ние ќе си плаќаме здравство, партиципација, затоа што сме изгубиле право. Во Словенија, во Хрватска, ги имаме вредностите, за 3 години стасале од заштита на ленти, значи не дека не добива човекот. Во Србија ги стасаа и они како држава, секој со тип 2 и на таблетарна кога става, добива по 20 ленти за месец. Ние 50 добиваме за 2 месеци, тип 2. 150 ленти добиваат тип 1. Сега зборам за од 25 години до крај на живот, колку ги имаме. Тоа значи дека квалитетот во менаџирањето ќе си го гарантира самиот пациент. Втора работа, новите апарати, кои што ги бараме новите, со новите стандарди, ќе значат дигитализација и поврзување со доктор. Многу поквалитетно докторот ќе менаџира со мене. Не мора да ми ја станува амбуланта. Ќе може да му ги прати Ќе следи. резултатите или ќе ги гледа? Јас можам да му повикам преку таа апликација да прашам што да правам. Тие апликации веќе ние развиваме македонска апликација на ни млади дечки, да ги поздравам во оваа прилика, развиваат апликација кој што ќе предвидува што ќе се случува спрема другите компании и компаниски има такви. Че не треба нашата, нека користат таа, че многу поквалитетно и ќе нема да се развиваат компликации, нема да го оптеретуваме буџетот на Фондот за здравство и на Министерството за здравство со инфаркти, со стентови, со бајпаси, со мозочни удари, со сечење стапала, со медицински помагала, нозе, колкови така натака. Да не ширам сега, нели? Да, сето тоа не е, потоа го оптоварува здравствениот систем. Нашата суштина не е да штедиме на државата, напротив, туку луѓето да ги направиме за себе богати и со здравје, богати во семејството, со луѓе насмејани, а и богати материјално затоа што нема да отсуства од работа. Ќе оди на работа, ќе си зима цела плата, ќе зима бонуси, ќе се развива во кариерата. Кога велите дека немаме доволно развин концепт за менаџирање со диабетес, на ова ли го мислите? Значи зборуваме за целокупната менаџирање од страна на системот. Точно, кај нас се уште дел од системот, докторите се спремни. Сега ќе да тргнам од основата. Чи цела универзитетска клиника во Скопје, сите диабетолози се спремни, го знаат тоа. И они ни го препорачуваат, ни разговараме и стоиме за тие барањи нивни. Значи, треба сега надлежните за донесување на одлука од Министер за здравство, Фонд за здравство, влада, промена на законска регулатива. Ние имаме резолуција на Европска унија од 2022, цела 2023 и 2024 ја промовираме. Очекувавме дека нашето собрание, претходниот состав, ќе ја усвои, затоа што предвидува у Македонија, особено регионов, опасна прогресија на, повелам опасна, значи голема скок на преваленца. Еве го се случува со тип 1. Нема недела по 2-3 деца да не се стават на диагноза тип 1. Нема во болниците нема ден да не дојдат 2-3 да ги стават на диагноза тип диабетес, дали 2, дали со инсулин. Значи, сакаме тоа да се превенира. И затоа викаме менаџирање на диабетесот уште во обезност, еве ги центри за обезност се отвараат. Во обезност, за да имаме нова култура диабетес, и затоа емисијата ја сменивме на Сојузот и ја поставивме повисока, да промениме начинот и на институциите на делување, да ги слушнат докторите. И не знам колку пати на телевизиите и јавно кажувам. Да ги слушнат докторите, они се колеги со министерот понекогаш,
Само да ги слушнат и во владата, што седат да ги слушнат, да ги усвојат нивните препораки. Навидом дневно, дури не е ни краткорочно, може изгледа скапо, но не е поскапо од ниеден човечки живот во Македонија. Да. Затоа сакаме да се промени овој, може би изгледа инвестирање, но инвестирање во утре во наши пари кои што ќе остануваат во фондот за здравство, ќе остануваат во здравствениот систем за наука, за уште поголеми прогресии во кај научниците во медицината. Да, зборуваме за ефикасност на здравствениот систем воопшто, тоа е целиот тој здравствен менеджмент, тоа е една комплицирана наука, не е едноставно, но на крај секогаш се постигнуваат подобри резултати доколку го постигнете, доколку го подобрите менеджментот, се разбира. Оно што е кај вас кои беа константни проблеми во минатото, постојат ли се уште, како што се, например, недостаток на инсулин во аптеките или на неквалитетен инсулин, постојат ли се уште тие појави? Неквалитетен инсулин не постои во држава. Што го дели државата? Че не постои, го кажам како пациент и сум убеден во тоа. Ние и за терапијата која се заблагодаривме на Светскиот ден на диабетесот, кажавме уште една реченица. Под него, но недоволно е достапен за сите. За новите пациенти вообичаено или за постари пациенти кои што поминале компликации, ја нема новата терапија. Се зборам за новите инсулини. Значи, ова не нема доволно количини, нема доволно количини. Тендерот бил пред 24 месеци. И нормално тоа се, како тендер се планирало, одредена бројка, сега имате нови пациенти, луѓе во здрави живи, си го користат и не може да ги ставите на новата терапија. И антидиабетната терапија, не само ние овие години имаме нова антидиабетна терапија, најсовремена, која што превенира и обезност, превенира и кардиоваскуларни, и нефролошки, и секакви болести. Меѓутоа, многу малку се покажа дека е многу мала бројката што е дели фондот или Министерството, се извинувам, Министерството за здравство. Затоа бараме промени таму, на отворен пазар, особено антидиабетната терапија. Не е проблем да си партиципираме, односно тоа што е сериозно да се дава бесплатно, друг кој сака може да го доплаќа, но не да го плаќа кој сега целосно. Ние имаме исто интересна ситуација со терапијата која што не е достапна. Од Куманово стално веламе 40 км или 50 у Србија е 50% поевтино од Куманово у Македонија. Исто и Гевгелија, исто и Струмица, сите погранични градови, не ги зборам централните градови или Скопје. Че во околните држави е 50% поевтин лекот или тоа што треба да купат и одат го купуваат. Бидејќи Македонија е 50% поскапа. И сега ние реагираме на тоа. Зошто да биде поскапа? Зошто не можеше владата да седне од минатата година да види што се случува, како што интервенираше во милион економски мерки и во цените, зошто не застанејќи лековите во најмала рака стварно да ја променеа позитивната листа која што последното интервенирање било пред 15 години, излезе дека вистината е дека 24 години никој не ја чепнал листата, освен пред 15 години Фондот за здравство што додал одредена бројна терапија. Јас практично кажам како лице со тип 2. Имам 2 лека на фондовски, кои што се основни, а 7 дополнително ги купувам. А се лекови. И ги даваат докторите со рецепт одам. Знаете дека во аптека без рецепт може да купите козметика и дезодоранси, но не може да купите лек. Не може да земете лек. Значи и тука се, во Македонија, зошто не се променува позитивната листа? Таа сета терапија, уште поблагодарни ќе бидеме ако е општо достапна во секој време за секој пациент, за да може да се ја користи. Кога велите дека за некои пациенти нема од новата терапија современи, што значи тоа? Дека тие немаат воопшто инсулин или имаат друг тип на инсулин? Не имаат друг тип инсулин кој што врши работа, значи е корисен, но доколку сега ние зборуваме за чекор погоре, доколку докторот веќе му спомнал дека треба користи поинаква терапија, таа ќе биде поблагодарна за него и нема да му прави компликации. Нема да развива ништо плюс. Да. И наместо да прима 3 пати на деневе, попрактично да кажам, инсулин и да користи побргу пенкало, ќе користи
многу помалку пенкало, во смисла едно пенкало ќе го користи за недела, да не е практично да кажем. Чеко едно пенкало е еден износ, ние го користиме за 2 дена, а новото пенкало со другиот инсулин го користам една недела, на 4 пенкало месецот ќе бидам заштена на државата. Едно пенкало не е ефтино. Да. Најефтиниот е 40 и кусур евра. Еве, друг проблем што најдов, дека сензорите за мерење на шеќер што ги набави државата наместо 14 траат 3 дена. Што значи тоа? Тоа значи недоедуцираност, прво кај родителите, кај младите, кај децата. Како се управуваат? Овие се едни од посензитивните, најмодерните сензори. Значи проблемот со користење? Ево системот исто, треба клиниките, пред се детска клиника, бидејќи таму се 90% сега пациентите, но со корисниците. Јас апелирам да повторно отидат на реедукација. Јас апелирам и до компаниите што ги носат. Сега имаме 2 компании. Прв пат. До сега било една. Зборам за помагалата, не зборам за инсулините. Сега се 2. Значи да имаат можност лицата што ги користат сензорите, родители, деца, да им се јават, да им помогнат како да го преинсталираат. И сега точно дека се јавува такво нешто кое што го кажуваат и луѓето, и јас верувам на тоа, бидејќи докторите сум разговарали со сестрите. Знаете што се случува? Второто што го лепат, тоа се обичајно вторите лепенки, ги стават во мускул, не на масно ткиво. Сензорот треба да ставите на масно ткиво. И сега да не влегувам тука во емисијава на стручност, ако ставите во мускул се стиска гличето и отиде сензорот. Значи погрешно. И сега зборувам дека погрешно користење. Во целиот систем, да, треба да се одново едуцира човекот и да му се дадат резерви, бидејќи во договорите и во тендерите што беа распишани пише дека ќе има резерви. Како почеток во државата што системски го дава, јас и на министерот претходен му реков и на следниот ќе му речам, ако имам прилика да се видам, а се надам дека ќе се видиме, да се обидат некаде средства да се најдат, да се купи дополнителна количина, значи дополнителна количина, јасно, транспарентно, на тие луѓе да им се даде. Не е секој доволно едуциран, не е секој доволно од можности цело време да менува, некојаш и децата сами менуваат. Са не да го спуштам нивото на дека ние сме глупави, пациентите, но знаете што се случува, имам видено деца, ги вадат сензорите пред женски или пред дечковци. И после дома одат, го лепат и на погрешно место и не работи ќути, не знаеш што му е сега. Оно град излего или сам. Тоа ситуација или се брзало, не се погодило местото. Или при самите лепенки има, тоа е технологија. Некојаш може не доволно намачкано, па не се лепи. Има одговорни родители кои што комуницираат и многу се конструктивни. Јас им благодарам на сите и на овие што реагираат поексплозивно. Не ги критикувам. И ги мотивирам стално. И нас кога не напаѓаат без основа. Луѓе некогаш не напаѓаат и мене и Сојузот, мислат дека сме различна страна, ама мислат затоа што они мислат дека нивниот проблем треба да биде приоритетен, а не на другите пациенти кои што во моментот ние сме слушнале дека е проблем. Меѓутоа сакам да кажам дека тој круг со детска клиника, овие што се сите до 18 години, треба да си го држат за сензорите, не се досадни, че не постои глупово прашање и не треба да се воздржуваат да се и прејават. А исто персоналот таму што работи, сестрите, докторитките, знам дека се комуникативни, дека ќе одговорат назад. Исти од компаниите имаме иста посветеност. И двете компании се таму присутни на клиниката. Сега не секој ден, ама се договараат. И им прават реедукација на луѓето. Да. Добро, еве за крај малку едукација. Кои се знаците дека имате шеќер во крв, а не сте имале претходно искуство, не сте имале таква појава? Кои се знаците после кои би требало да одите да се испитате и што се првите чекори? Прво, најчесто е заморот. Значи, наједнаш почнувате без разлика на возраста, имате промена на однесување. Сте многу побрзо заморен, од помала работа. Си видите, шо ми се случува. Второ, не сте концентриран. Некои работи ви бегаат, што обичајно не треба да бегаат. Многу мокрите. Ноќе, дење, многу пиете вода. Многу пие вода, а слабеете. Че вие пиете вода, многу јадете благи работи, благи, не благо само чоколадо,
туку јадете многу компир, многу ориз, сладок ви е. До вчера, ако не сте јаделе многу компир, сега ви се сладки, викате, леле шубав или оризот многу убав направен. Не е, тој истиот, ама тие се шекерите што ги бара организмот. Кажав, деконцентрацијата, притисокот се качува кај повозрастните, со тип 2, знае, хипертензијата да оди напред, срцето тахикардија да прави, тресење има, и на крајот се потењето и веќе колабирањето. Тоа ако не се сетите до крај. Да. Исушењето уста, јазик, тоа се исто симптоми кои што треба да проверат гликемија. И претпоставам дека луѓето не треба прво што да направат да паничат, се тоа состојби кои се третираат, со кои може нормално да се живее, не треба да се сваќаат фаталистички. Точно, во право сте, и јас стално го кажам, на времето кога не се знало многу за шекер, во минатото во Македонија или во Југославија или како сакате во светот, и сега тоа се случува кога ќе падне некој најнаш, дај му шекерче, од 2 лъжичи шекер, вика и се дигна му помина. Паѓа шекерот и на здрав човек му паѓа шекерот од преголема експлоатација на физички работник, на спортист и така натака. И некојаш на некој што премногу учи или чита и се напнал на компјутер, знае да му падне шекерот. Тоа мозокот, бидејќи диабетесот во суштина е, зашто викаат кралска болест, мозокот е проблем. Не се органите. Ако нема доволно шекер на панкреасот, му вика нема ми почиња да тресе. Он ствари повикува шекери. А панкреасот нема, не пуштил веќе. Веќе има соодветно состојба. Затоа треба повнимателно и не треба паника, треба отидат на матичен лекар. Најблиско се матичните лекари, имаат на располагање се што треба, матичниот лекар ќе им помогне веднаш, кај на сите матични лекари се способни, се квалитетни, добро ги менаџираат состојбите, сега со новиот протокол уште повеќе влегуваат во животите на лицата со диабетес, дури на тип 1 сакаат да помогнат, да им можат така да лицата, никој не треба да паничи. Особено ги охрабрувам луѓето што кај деца им се појавува. Што е моментална промена на состојба кај детето, кое што треба да се свати побргу, како што е, например, кој ќе падне скрши нога или рака, ќе му помине, ова ќе помине, ќе се научите на тој начин на живот и детето се учи и се живее нормално. Имаме деца, кажав, кои што ни се примери во светот, ние од Македонија имаме. И планираме сега да ги пуштиме во IDF и Народна диабетолошка федерација да бидат лидери за диабетес. Да. Добро. Господине Вилев, ви благодарам за гостувањето. Дали дозволите само што да најавам след четврток на 6 јуни ќе отвараме тема за првата компликација, меѓу првите 3 на нашето научно истражување за квалитетна животводност на здравје кај лицата со диабетес. Ни се појавија 3 приоритетни компликации, едно од тие беше ретинопатија. И ние во четврток на 6 јуни со сите експерти од јавното здравство, од приватното здравство, со пациенти, со институциите, во Скопје, во хотел Карпош, на 6 јуни во 18 часот ќе ги презентираме најновите истражувања, кратки, онлайн, за состојбите со диабетична ретинопатија и диабетичен молекуларен ендем. Целта на ова ни е да воспоставуваме практика на комуникација и да ги променуваме заеднички сите страни, клучни, пациенти, доктори и државата, односно институциите, ги менуваме практиките да не се развива диабетичната ретинопатија, да не стасуваме до инjekции, до терапија која што е енорно скапа за очите, нормално, во цел свет е така. Ние сакаме да превенираме, да има многу мал број на луѓе што ќе сасаат, затоа што ретинопатија се третира уште со капки, со таблети или со соодветно менаџирање на диабетесот, со CGM и порано ставање со пумпи, за да може да имаме нормални луѓе, односно да не расте преваленцата за лица со слепило. Да, одлично. Еве тоа нека биде и најава за настанот. Господине Вилев, ви благодарам за учеството. Благодарам и на вас за можноста. И почитувани гледачи, со овој разговор го завршуваме и ова Студио 10. Ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.